ден денис во црквата славиме на Господ Исус Христос, Божи или Рождество Христово, како го викаме, на Пресвета Богородица како на Мајка Божја, зашто го родила Господа Исуса, и денешниот ден на Јован Предтеча и Крстител. Иначе човек, зошто само 3 роден дени славиме во црквата? Толку многу светители имаме, а само 3 роден дени славиме. Затоа што роден ден, браќа и сестри, не е гаранција дека некај влегува во Царството Божие. Тоа може да биде добар болен, ама не и последен печат дека човекот влегува во Царството Божие. Тоа значи дека колку има луѓе што се родиле во овој свет, а никогаш не влегли ни в црква, а камоли да станат црквени битија. Затоа црквата не го третира во таа мера роден денот на луѓето како нешто најзначајно. Затоа имаме имен ден во црквата, затоа што крштенијето на кое го добиваме името е второ наше раѓање. Ние се раѓаме на крштенијето за вечен живот. Ето е поважно, вечниот живот или временниот живот кој може да трае 100 години. Вечниот живот ни дава перспектива и насока за се друго што правиме во живота. Зашто човек што ми е исполнет со вечноста од внатре, тој знае каде чекува. Знае дури пред да заврши каде ќе заврши. Зашто навешта мојот Господен. Ете затоа го славиме денеска и на овој голем човек, како што вели самиот Господ Исус Христос, најголем роден од жена. Затоа што цел живот го проповедаше покајанието како начин на заедница со Бога. И нема друг начин да заедничариме со Бога, освен ако не се преумиме. А покаяние значи преумување. Ако си мислиме дека можеме со тоа што го живееме овоземниот живот, богато и раскошно да се спасиме, се лажеме и себе си, ги лажеме и другите. Не е мера и гарант за нашето спасение овоземниот живот и дури квалитетот на овоземниот живот. Кај некој е поголем квалитет, кај некој по-низок квалитет, ама ништо не значи ќе поминат повторно ги наречамо и 100 години на денјата. Ама да имаме ориентација, кој речеме, таква ориентација има Свети Јован Предтеча и Крстител. И зато и денот на неговото раѓање го славиме. Иначе, другите светители сте приметили и знаете, денот на нивното упокојување го славиме. Зашто пред да заврши човек целосно, целосниот негов од ова земја, додека не го заврши, не може да се знае како ќе заврши. Може во последниот ден човек да сгреши. И додека не настапи за последен ден, не можеме човека да го третираме како свет. Можеме да имаме предумисла некаква, дека е овај свет, треба да го почитуваме и треба понатаму да внимаваме, ако може и црквата да го канонизира, ама додека е жив, никој не е прогласен светител, веројатно сте слушнале дека никој не е прогласен за светител додека е жив.
Прво затоа што не знаеме како ќе му биде крајот. А второ, може би дури и од зависта на луѓето тоа се случува. За некои имаме добри очекувања, за 99% случаи имаме добро очекување дека ќе станат некогаш светители. Ама не ги прогласуваме додека се живиме. За овој Свети Јован претече и крстител, уште додека е жив Господ рече дека е најголем роден од жена. Кажете му вие на некој човек што нема смирение, дека е најголем. Тој ги се однесува како господар на светот. Ама да му кажеш на смирен човек, кој е најголем роден од жена, дека е најголем, ќе го добиете Свети Јован претече и крстител. И тоа значи смирението, ама толку години во пустина се смирува човек до крајна граница, не по автоматизам, по волја и труд кој го направил Свети Јован во пустината. Што потреба да јаде скакалци дикме? Ке си оди во градот, ке јади барем некаква, подобро јади, зашто да јади? Ако вели скакалците не се важни, јадењето мое не е важно, Господ е важен. И тогаш човек добива друго место пред Бога. Затоа што не е наше да ги вреднуваме скакулците или дивиот мед. Туку наше е да не го споредуваме со ништо Господ. Господ е господар на се. И човек што има такво расположение, а такво расположение гледате цел живот има Свети Јован претече и крстител, тогаш сосема други вредности гради во животот. Тие вредности се трајни вредности. Тие вредности не се миливи од денес до утре, што гради цивилизацијата во која што живе. Тие вредности има клучна порака. Гледате кога живееше пред 21 век и Јован претече, ние не го спомнуваме. 21 година луѓето што поминале ги забораваме, а не 21 век. Ма затоа што пораката не е само од неговиот разум и од неговата мисла и од неговата уста. Туку пораката што ја пренесува е Господова и ние го препознаваме и разпознаваме Господа во неговата проповед. Господ како да вели покајте се преку устата на Свети Јован претече и крстител. Тоа е браке се важното кај големите луѓе. Зато може би роденденот станува значаен тогаш кога човек станува голем. Иначе, кај малите луѓе што има значење и се родиле 5 дена порано или 5 дена покасно, или по стар календар некој го смета времето друг и по нов календар, ама какво значење? Ма кажете ми дали денес е ќе го наречеме 1 јануар или 6 јануар или 6 јули. Кој значење го има? Како ќе се договориме, така ќе го наречеме. Ама има значење по настаните што се случувале. Не се роди Свети Јован претече и крстител на 6 јануар. На 6 јануар кога е јавление, тој го изврши крштенијата 6 јануар по старо зборува. Го изврши крштенијата на Господа, не се роди на 6 јули поново кога да се го славиме неговото раѓање. На некој начин се е релативно.
релативно, особено е времето. Може и вака, може и така, ама кој ќе го научиме тоа, висока лекција сме совладале во животот. Затоа што некои други мислат дека апсолутно е време. А времето нема апсолутен карактер. А да не речам дека скоро ништо нема апсолутен карактер, освен висината Господова. Се друго е релативно. Ево тоа е право Ајнштајн што вели се е релативно. Тој за брзината ни вели дека, ама и за сите други работи се во релација, во заедница ние го викаме полупросторно, во заедница со сите нас. Таа заедница денеска ја почитуваме и ја славиме на ова заедничарење во светата литургија. Зашто литургијата која служиме пред се е заедница на сите нас со Господа, а после и заедница на сите нас со сите нас. Сите се спојуваме во едно дело, кое е дело на нашиот Господ Исус Христос. Значи, да сте здрави и живи, милоста Божја да биде на вас, по сите дни на вашиот живот.